Почитувани, добар ден, го следите новото издание на Црвена линија. Министерката за образование и наука Весна Јаневска излезе со нов концепт за гимназиско образование. Со предложената реформа на Министерството за образование, предметот филозофија нема да биде задолжителен, туку изборен предмет, а предметите логика и етика ќе бидат целосно отстранети. Наставниот кадар незадоволен. Тврдат некои предмети се деградирани, а за некои предмети наместо да се зголеми фондот на часови, истиот е намален. Професорите велат дека со новиот концепт младите се образуваат само за голо преживување. Не сме против реформи, само сакаме да одгледуваме мислечки луѓе. Во време на социјални мрежи, изместени вредносни системи, кога се најпопуларни криминалците и кафеанските пејачки, дали е нормално да се укинат предметите кои се занимаваат токму со оваа проблематика? Дали на денешната младина и недостига токму знаење од филозофија, етика и логика? Тоа е централното и главно прашање на ова денешно издание на Црвена линија, преку кое веруваме дека голем дел од вас ќе се вклучат во денешната дискусија и ќе ја креираат оваа Црвена линија. Кога сме веќе кај прашањата, ќе потсетиме дека од петокот, со оглед на тоа што најверојатно сме популарни, па ни е хакнат профилот на Инстаграм Црвена линија, тоа не значи дека сме спречени и да продолжиме со анкетите и да ве вклучиме секако и на тоа поле во оваа денешна дискусија. Заследете го профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Покрај тоа што ќе бидете секако информирани и тоа квалитетно и брзо, се разбира преку објавите, кликнете на профилот на Телма телевизија, потоа кликнете и на Инстаграм стори. Таму е објавена нашата денешна анкета. А Црвена линија во денешната анкета ве прашува дали постојаните реформи во образованието во последните 30 години донесоа резултати. Како што гледате, имате две полиња, односно две можности за одговор. Ако сметате дека донесоа резултати, кликнете на полето да, а ако сметате дека не донесоа резултати, кликнете на полето не. Секако ќе ве потсетам да не заследите на Facebook Црвена линија, редовно се објавуваат нашите теми таму, па така и денес темата за која што ќе говориме допрва со вас. Преку коментари и споделувања земете активно учество во дискусијата, секако коментарите ќе ги читаме измеѓу вклучувањата на гледачи. Една напомена од технички аспект, задолжително и намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Подобро ќе се слушнеме, ќе имате впечаток дека некој друг говори наместо вас, така да тоа е она пред самиот старт. Па ако сте поготвени, верувам дека можеме и да започнеме со ова издание на Црвена линија. Добар ден! Ајде, поштовање, госпожа Тина. Голем поздрав и почит до вас, господине Никола. Поздрав до вашата екипа, благодарно што ме уклучија. Поздрав до сите слушатели, гледачи. Големо благодарам. Да не благодарам. тргне во пензии, земавне и што ни е работа, сега ќе дискутираме. А поарно ќе беше таа тема што е на анкета да ставите тука. Зашто? Затоа што ја многу пати сум рекол, што зборел, кој како дојде министер за образование, еде таа е темата. Свој филозофи, свој промени, никаков успех да има. Ама буквално никаков успех. Кога ќе се вратиме уназад, Мила Царовска, да не ги броиме тие кои беа министри за образование, никакви промени. Значи тие од нивно его како ќе ме викат, чекај, јас сум министер, јас ќе направам тоа. Значи не ги бигдува. Нема стратегија и во тој сегмент во образованието. Затоа ќе речем, нека оди министерката во Словенија, кај министерката, што е за министер, мислам, не министерка беше таа дух нашата, да каже како се работи во образованието во Словенија. Затоа што знаеме, ете најнова анкета, 1300-400 се отидени студенти во Словенија. Иначе вака, ќе дојде Јаневска, после некое време ќе дојде друг министер, чекај, јас сакам, така јас ќе правам, а успех никако. Само во Словенија додат принципот како. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако оваа дискусија започнавме со вас, господине Никола. Останете да слушнеме и останатите гледачи што ќе одговорат на
прашањата кои што денес ги постави Црвена линија. Централно прашање денес ни е дали на денешната младина и недостига токму знаење од филозофија, етика и логика. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме. Во Црвена линија сте, добре ни дојдовте, повелете. Вака, нема да зборам за овој, како да кажем, погубен експеримент во нашето образование. Нема да коментирам што се случило пред тоа, само ќе кажам вака. Филозофијата е наука која ги обединува сите вредности. Ако почнеме од тоа дали треба да се извади логиката, да извадиме логиката и етиката, само ќе кажам едно. Нашето рефлексивно размислување не е доволно да го толкуваме светот. Систематското размислување со рефлексивното ја прави филозофијата, ги утврдува сите вредности кои треба да ги знаеме во животот, вклучувајќи ги и студентите и учениците во основното образование. Логиката не води да го осознаваме светот, нашето место во светот, меѓутоа логиката не води кој највисоките интелектуални форми на размислување, а тоа е кибернетиката и сите други науки екзактни кои се подпират на формалната логика. Етиката не води кон тоа да го менуваме светот. Да го менуваме светот во однос на доброто и на злото. Да ги утврдуваме сите оние вредности. Етиката е само теорија на моралот. Додека моралот е нашето однесување или нашето размислување, намери, постапки ги дела. Ако не ги научиме овие основни, витални делови на духовноста, ние сме парализирани и нема од тука, нема никаков напредок. Затоа сметам дека... Благодарам многу за вашите одговори, секако за учеството во Црвена линија. Една напомена до сите останати, секако внимавајте и на тајмерот. 90 секунди се предвидени за секој јавувач, односно гледач, кој што нели сака да даде одговор на нашето прашање. Сите останати кои што сакаат нови 90 секунди, секако сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот добро познат број. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас во Црвена линија сте. Поздрав до вас, поздрав до екипата. Благодарам. Па на денешнава тема, исто така мислам дека промашена работа е да се предметите укинат. Најверојатно ќе воведат нов предмет како да се стане инфлуенсер, инфлуенсерка. Тие се најпопуларни нешта денес речни во денешното време. Како да се стане тиктокер и така натаму. Што би рекол за образованието, сите досегашни министри прават некои реформи, али сите до една се промашени. Со оглед да не речам и тоа Кембридж образованието, што го введува, значи и ред други. Али моје мислење е да не се укинуваат предметите филозофија, етика и логика. Предходниот гледач добро ги елаборираше сите тие кои предонесуваат во развојот на образованието. И јас мислам дека кај нас во Македонија најпоќе треба да се обрне внимание на образованието. Излегуваат што понеобразовани и да не речам пописмени ученици. Тие мислат дека како знаат да читаат и да пишуваат, дека се писмени. Со оглед на времето, поздрав до вас и пријатно. Благодарам секако што го искористивте вашето време предвидено за одговори во Црвена линија, така да топло препорачувам и понатаму да останете да не следите за да слушнеме другите гледачи што ќе кажат, што се однесува во однос на темата за која што денес зборуваме со сите вас. Ке напоменеме генерално секако за да бидете навремено информирани квалитетно и брзо, кликнете и на telma.com.mk. Во однос на темата задржите се на следниве наслови. Студентите и професорите алармираат. Не за укинување на филозофија, логика и етика. Дали на денешната младина сметате, еве тоа ве прашуваме во Црвена линија, и недостига токму знаење од филозофија, етика и логика? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме.
Вака не само на младината, туку и на владата, на сите што одлучуваат судбината на младите. И недостига филозофија, етика и логика. Изгледа тие немаат појма од тоа што, па додуша и не само што немаат појма, туку и ништо не прават етички и логички, све нешто што не треба. Ја не знам кој направил нешто. Етиката е наука за добро-лошо, било што. Ама овие наши све прават лошо. Што е све противно на тоа. Ја не знам од гимназија ги тераат да учат мајчин јазик, германски и англиски. Што може да учат два јазици странски. А ги укинуваат најбитните, што кажуваат пред мене, што рекоа етика, логика, филозофија, стварно што не знам како да се изјаснам. Ова министерка изгледа да нема појма од етика и од логика. Ја да се сретнам со на лично, ја би му кажал во лице. Ајме, сметате ли дека постојаните реформи во образованието на сите овие 30 години донесоа сушност позитивни резултати? Ништо не донесоа, да ви кажам наискрено. Ништо, апсолутно ништо. Ги направија децата да не знаат да зборат, не знаат да читаат, не. Благодарам многу за одговорите. Секако останете со нас. А предметите на логиката и етиката се однесуваат на два важни аспекта на човечкиот развој: морална свест и совест и правилното расудување. Расудувањето без морална свест и совест води кон многу страшни и деструктивни последици, а моралната свест без расудување не може да се примени. Затоа сметаме дека овие два особено важни аспекта воспитаникот во развој не може адекватно да ги разбере, усвои и примени, доколку не ги изучува. А тоа не може да се направи ако не им посвети особено внимание и на едната и на другата посебно и засебно. Вака соопштија студентите од Институтот за филозофија. Дали на денешната младина Црвена линија прашува и не достига токму знаење од филозофија, етика и логика? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Мирослав пред телефон. Па видите, ја случка на вести да она преку колку години изјави дека немало ништо менјато. Ова ли треба се промени? Па што не се менило, че било нешто добро, значи треба тоа да се учи. Ако ние вака настави и секој министер да го слуша, значи полека и од азбуката буквиче не ги земат. Значи за секоја ваква голема работа, прошлиот пат реков, ако не знаеме нешто да направиме, дај да препишеме. Значи за овие работи требаме утре да оставиме работата, да ги наполниме улиците. Значи толку дури со вакви теми, ја не сакам да се јавам, ама терминот ми е тако кој. Ама драго ни е што се јавувате. Да. Фала. Али, дури сега ми доаѓаат некои мисли, како сум послала да слушам и вас, некои други. И за Дамегру, и за Питугули, за Гоце доше. Која била Македонија до кајде? Дури сега ми доаѓа нешто у душата дека и они не биле профитери, едноставно. Како и овие политичи. Тоа е, значи, наследно у фамилија, што е наследно, това наследно кај нас постана во државата. Јас извинам ако на некого погреших. Поздрав. Поздрав, благодарам многу, драго ни е што сте активни и редовно се вклучувате во Црвена линија. Исто така и една напомена многу важна. Црвената линија се вклучува секогаш кога нели мислењето и одговорите се искажуваат на неетичен начин, односно изоставена етиката, а под етика во Црвена линија се подразбира да не се употребуваат зборови кои што се нели вулгарни, кои што се навредливи, зборови кои што алудираат, односно говор на омраза, насилие и така натаму. Само во тој случај Црвената линија се вклучува. Хајде да се навратиме на нашето прашање, дали на денешната младина и не достига токму знаење од филозофија, етика и логика. Добар ден. Добар ден.
Дали имаме некого на линија? Еве, додека чекаме нели ново вклучување, неминовно е да ве посетам, секако дека активно учество можете да земете и преку коментари и споделувања, поточно да не заследите на Facebook, нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што и таму паралелно во исто време се објавува темата за која што денес зборуваме со сите вас. Јас ќе се обидам уште еднаш, верувам дека имаме гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добро, има молку од другата страна, тогаш е време да преминеме на главното. Под главното е да почнеме да ги споделуваме, односно соопштуваме и читаме коментарите од Facebook. Значи, еве како изгледа Црвена линија таму, односно секогаш нели низ графика, цртеж и фотографија, нели ја презентираме темата. А прашањето е дали на денешната младина и недостига токму знаење од филозофија, етика и логика. И еве ги имаме и првите коментари. Ке почнеме со коментарот на господинот Лазар Стануевски. Напишал: современата младина живее во брз и дигитален свет. Но филозофијата, етиката и логиката се клучни за критичко размислување и модерно ориентирање. Без овие дисциплини младите може да станат подложни на дезинформации и да изгубат способност за рационално размислување и одговорност во општеството. Вклучувајќи ги овие предмети во образованието и помогнало во развојот на поодговорни и свесни генерации. Па дали на денешната младина и недостига токму знаење од филозофија, етика и логика? Благодарам, господине Стануевски, и за вашите одговори на денешната тема на Facebook. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав, Тина. Благодарам што го вклучите. Благодарам, повелете. Јас сум Роме. Ве познавме. Сега ме познаш по гласот. Да, филозофијата, етиката и логиката се знаење. Зашто јас бев учител. Јас знам што е учење. А сега децата ги уче само на мобилните. А не, без учење нема знаење. Треба да читаш за да знаеш. Затоа, Тина, јас сметам дека треба да има филозофија, етика и логика. А не да нема. Само мобилните да се игре со ними. Тоа не е добро ни за учениците, ни за никого. Треба да имат ред во училиштата. Вие бевте, како велите, даскал низ годините. Донесо ли постојаните реформи во образованието во последните 30 години позитивни резултати? Да, бе, јас си учев учениците и сега се задоволни. Ја во 5 села бев учител. Но еве реформите, менувањата низ 30 години наназад, дали донесоа позитивни промени? Ама да, бе, ама имаше тогаш учење. Јас сум стар, јас 46-та година сум роден. Во 5 села бев учител. Збажди, Присовјани, Брчево, Октис и Дрсајца. Во 5 села. И ден денеска ме поштоваат учениците. И затоа и за една криса ученичка имам поетска творба, за неја пишана. За ученичката моја. Така, благодарам многу, господине, даме со оглед на тоа што вие редовно се вклучувате и драго ни е што, како велите, нели сте биле даскал дошол вашиот животен професионален век. Останете со нас, па да слушаме останатите гледачи дали смета дека на денешната младина и недостига токму знаење од филозофија, етика и логика. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. А точно е тоа дека на денешната младина и недостасува и филозофија, и етика и логика. Затоа што ние во наше време, зборувам за мене лично, сум учила и филозофија, и логика, и етика. Тоа, мислам, не беше као предмет, а логика и филозофија, да. И најголемите научници се точно во, така мислам барам, сега не знам дали е прифатливо тоа, меѓутоа во филозофијата се најголемите изреки за животот, општо и французи, и англичани што имаат дадено изјави, се тие на памет сме ги учеле, така да се тие многу важни. А логиката е уште поважна. Било кој нерешлив проблем, ако ќе го завртиш на обичен
логичен начин, многу полесно се доаѓа. И на факултет децава која учеле, например, која ќе му објасниш поедноставно во смисол на логиката, многу полесно го сваќа тоа, како да ви кажам. А ова што се поремети со предходно ова царовска што беше, мислам, направија многу неправилности, така да сега малце од малце као да се средува, али ова подхитно да се воведе во сите средни училишта. Така мислам дека е најправилно. Благодарам си како што и во вашите ставови ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Уште еднаш останатите ќе ве потсетам секако. Задолжително кликнете и на telma.com.mk. Задржете се на насловот. Студентите и професорите алармираат не за укинување на филозофија, логика и етика во однос на ова. Еве што има изјавено и министерката за образование, госпоѓа Весна Јаневска, која што вели можеби звучи контрадикторно, но јас многу сум задоволна што новата концепција предизвика такви бурни реакции. Ова е нацрт концепција која може да претрпи промени. Досега јавната расправа беше по електронски пат, а сега ќе се придвижиме и на терен. И секако дека ќе работиме на подобрување на истата. Црвена линија прашува: дали на денешната младина и не достига токму знаење од филозофија, етика и логика? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас во Црвена линија. линија. Не човек како да каже више. Значи, стварно, денешната младина треба да филозофијата, етиката и логиката, тоа се пренесува од родителите, така? Многу е битно како е воспитањето дома. Инако џабе, ако е испуштено детето, тоа ништо нема да разбира. Значи, едукација, стално да се слушат наставниците, зашо женава еве сега министеркава, тоа кајчева, тоа е искусна, знае што треба. Значи, изгубена е логика, етиката и логиката. Нема поштување младиве, ништо. Значи, тоа е све до професорите. Не смееш сега ни да го скараш како што така све прават децава. Значи, затоа ги спуштени ните. Затоа многу е добра, мислам, министеркава, реформи мора да уведе и мора, мислам, ја паметно знае што треба на младиве. Се изгуби онаа поштованието младиве. Многу лошо земаат замав со таа етика. Значи, поштовање према постарите, озбилно државата да се сватат со учење, со знаење, а не со поклонети оцени. А ако му става слаба единица, леле, професорката ќе лета тоа. Верувате ли? Не смее да стави слаба оцена, одма ќе направат пантал. Благодарам многу и за вашите 90 секунди во Црвена линија. А секако секој од вас, барем нашите генерации, неминовно во училиштето, особено во средните училишта, бидејќи тогаш се запознававме со предметите како логика и филозофија, сигурно ги знаеме дефинициите, но еве за можеби поновите генерации, еве што представува предмет и карактер на филозофијата како наука. Филозофијата всушност се занимава со проучување на општите и основните проблеми поврзани со постоењето, знаењето, вредностите, причината, умот и јазикот. Филозофскиот се разликува од другите начини, се мисли на мислење за надминување на ваквите проблеми од страна на неговиот критички, генерално систематски пристап и негова зависност од рационалниот аргумент. Секако логиката и представува гранка на филозофијата. Па дали еве сметате дека на денешната младина и недостасува токму знаење од филозофијата, етиката и логиката? Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме. Добро. Мислим, прашањето кое го имате поставеното, дали на денешната младина не достигат токму знање од филозофија, етика и логика, би било поставено кога досега, например, во наставните планови и програми, младината немаат предмети филозофија, етика и логика. Меѓутоа, тие постојат. И министерката сака да направи, значи, некои промени во таквата
нали, настава. И оние луѓе, мислим, кои добронамерни се против ваквите измени, тие са контрадикторни. Значи, зошто ние има ваква ситуација во младината, а досега постои филозофија и етика и логика. Значи, не са тие досега предмети сврлени како што знам изборни така натаму. Значи, тука нешто недостасува друго. Не е проблемот само во тоа дали предметот ќе биде изборен или ќе биде обврзан предмет. Значи, контрадикторни работи зборуваме. Значи, мора да видим, затоа што, нали така, до сега предметите филозофија, етика и логика, мислам дека не беа изборни, постоje, меѓутоа ние и понатаму имаме ерозија кај младината, во етиката, во однесувањето и така натаму. Значи, мора да се прашаме нешто друго, зошто е тоа така. И покрај филозофията, етиката и логиката, така образни предмети, ние имаме сепак ерозија во образование. Така да не можеме само да онака формално, површно да зборуваме Секако мислам дека прво ќе ви се заблагодариме, одлично, бидејќи и тоа е нашата, нели, тука сака црвена линија да поентира. Ние сме низа генерации кои што има, нели, задолжителни предмети како филозофија и логика секако, па еве сега прашуваме дали на денешната младина и не достига токму она за што зборувавме, знаење од филозофија, етика и логика. Па, еве, што мислат гледачите, ке слушаме. Големо благодарам за гледачите. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добре, јас да не должам нели напразно да ме слушате како велам добар ден. Ке преминеме веднаш онаму каде што и како има коментари и одговори на денешното прашање на црвена линија. Игор Јанковски го напишал следното, што се однесува на укинување на логиката и етиката како наставни предмети, а филозофијата да се сведе на изборен предмет во гимназиското образование. Сметам дека истото ќе се одрази негативно кај учениците и сметам дека овие предмети треба да останат задолжителни во рамките на образовниот процес. Мора да се задржи критичката мисла кај младите, мора да се задржи етичноста и сваќањето за вистинските вредности кај човекот како социјално битие. А врз основа на тоа мора да се изучува задолжително и филозофијата. Етика како и логика, а со најавените промени се удира директно врз учениците како и врз целокупниот образовен систем. Образованието е најмокна алатка во едно општество, а врз основа на тоа не се и не би требало да бидат дозволени експерименти врз истото. Поздрав до целата екипа на Црвена линија. Благодарам Игор и секако благодарам за учеството. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Добро, овие два предмета кога ги укинат, многу, ако не ги укинат, многу ќе бидат децата оптеретени, па не ќе можат да учат. И што е проблемот? Видете, проблемот е во родителот, после во наставникот. Наставникот сум слушал јас на децата, вика, мене ме интересира во училница како сте. Во дворот надвор ли ќе се тепате, пулите ли ќе тепате, дома што правите не ме интересира. Не, напротив, треба наставникот да му кажи како што си во училница, така во дворот, така по патот умен, дома мирен, проблеми да не правиш. И директорите и директорките, ако не поќе 3 пати неделно по училниците да поминат и да кажат: директориве, ако слушнам некое дете да прави проблем или било што, ќе губи година. Не по предмет, по однесување. Да внесат малце, како да кажам, еден ред, културен ред, дисциплина. Тоа е пуштено, никој никого не гледа. Директорите не ги интересира дека се во школото. Кој да каже со умот? Образование така не се ствара. Ако сакаш да имаш здраво и јако образование, мораш корено да го фатиш и да го држиш. Фамилијата и школа.
Ке посетам само, внимавате на тајмерот, нема да изоставам да ви се заблагодарам и вам за одговорите во црвена линија. Еве уште еден коментар, продолжете да пишувате сега кога ќе читаме меѓу вклучувањата. Винг Чун го напишал следното. Постојаните реформи овие 30 години донесоа хаос во образованието. Кој како дојде на власт, менува систем, те Кембридж, па фински систем и така натаму. А децата останаа необразовани и неспособни да се снајдат во вакво општество. Недозволиво е денес децата да не знаат да читат, а не да учат логика и етика. Впрочем, за да некој владее со едно општество, доволно е да го уништи образовниот систем. Затоа сме таму каде што сме. Благодарам многу и вам, Винг Чун, за коментарот и учеството. Продолжуваме со вклучување на гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Благодарам. Значи, не само дека не достига, туку и она што го учеле, или не го научили, или го заборавиле, ме сваќа. А бре, не треба да се укине тоа. Филозофија, етика, логика и брекул и морал, ако веќе дома не го научиле, па нека го научи у тоа училиште таму. Јас би одел до друга крајно, што има еден од гледачите што протажира веронаука, па и тоа да го стават еден час таму, затоа што ниту една вера не пропагира, не дава лоши идеи. Прочитајте ги, еве, православните 10 заповести Божји. И јас би им предложил на сите, ако сакат да бидат по оваа филозофија воспитани, да ги прочитат са бајле и да излезе надвор. Па после нека прави што сака. Па човекот по тоа се разликува од животните, по тој неговиот ум со кој што треба разумно и логични да работи како што треба. А ние што правиме? Ма што ми е гајле, ја да си направам, па за другите не ме интересира. Не сваќате ли? Ова е погрешен потез, кој сака нека го каже. Нека си водат сметка таму шо прават, само секоја година реформи, а учениците неписмени. И ова е дел од образованието и мора да го содржи програмата. Благодарам. Ви благодариме и ние што бевте дел од ова издание на Црвена линија, сега ако продолжете да не гледате. Еве што напишал на Фейсбук и Владимир Симов. Не разбирам во што е разликата помеѓу книжевноста, во заграда анализата на пишаните дела и филозофијата воопшто. Прво споменатото е пренагласено во образовниот систем, наводно затоа што ја поттикнува креативност. При тоа се избегнува фактот дека голем процент од средношколците не знаат правилно да читаат и пишуваат, односно не ги знаат сите букви од македонската азбука. Со тоа се губи суштината на самата едукација. Искрено, во мене многу повеќе креативност изнедри филозофијата одошто книжевноста. Да видиме останатите гледачи што ќе кажат на денешното прашање, односно сметате ли дека на денешната младина и недостига токму знаење од филозофија, етика и логика? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Филозофија, етика и логика треба да се учат во гимназиите, како што беше и досега. Дури и не го знам сега во моментот точно бројот, а порано, поодамна го знам точниот фонд на часови. Но јас колку разбрав, воопшто тие не се испрлаат како предмети, туку само стануваат изборни. И кога се изборни, му овозможуваат на ученикот, што ќе оди на тие хуманистички факултети, нели, такви науки да изучува, да земе вакви, да избере вакви предмети и обратно. Оние што ќе се бават со техничките науки, може би ќе ги скокнат. Мора првин да дадеме време на таа нацрт програма, да видиме што вистина се случува, да не водиме кампања ниту против новава програма, а ниту се да им одобриме. Не сум убедена дека професорите во моментот, утрово слушав еден професор од филозофија, дека е загрижен за квалитетот на образованието, повеќе ми наликуваше дека е загрижен за фондот за часови и за сигурни плати на професорите. Па и тоа не е етички. Ете ви благодарам. Ви благодариме и ние. Еве ќе прочитаме уште коментари.
Климе Илковски напишал, со тоа не достига токму, прашањето содржи тенденција. Надополнил, не само што не достига, туку прашање каде води патот со укинување. А Весел Зенго напишал, што е потребна филозофија и логика, за што ќе служат повторно ли комунизам. А да, морал и етика да се знае да разликува доброто и злото. А филозофијата ти е за кападаи кои со сламка ти ја цицаат крвта, па крај крајва од дап не бива свирче. Ние ќе подсетиме дека филозофијата не потекнува од комунизмот, туку воведувањето на изразите филозофија и филозофија му се припишуваат на грчкиот мислител Питагора. Се вели дека припишувањето се заснова на премин во изгубена работа на Хераклеидес, Понтикос, ученик на Аристотел. Тоа се смета да биде дел од широкото тело на легендите на Питагора на ова време. Филозоф е разбран како збор кој во контра со софист од Софои. Софистите патувачи или мудреци се важни во класичната Грција, често заработувале пари како наставници, додека филозофите се љубовници на мудроста, а не професионалци. Како и да денеска прашуваме дали ни на денешната младина и не достига токму знаење од филозофија, етика и логика. Добар ден. Добар ден и добро вечер, Македонија. Добро вечер, господине Тале. Па јас со ова нешто реформа што е не сум запознат, така сега скоро почнав да ве следам денеска. Само ми даде повод да се јавам човекот кој се јави на листа пред еден двајца, кој рече дека мислам вака дека баш ми израдува што го слушнав и што кажа дека на нашите млади им треба веропоучување. Да имаат чувство дека за нив да биде авторитет Господ Исус Христос, па и нели тамо не знам другите нели религии. Оти скоро нели ако слушавте во некоја анкета кажа дека наша Македонија според нели населението 90% народ искажале дека се боголюбиви, дека веруваат дека Бог постои. Ајде во однос на темата ве молам, во однос на тоа што се нудат реформи. Јас сакам младите да учат за да се веропоучат, да почитуваат, да го почитуваат ближниот. А треба ли да учат филозофија, логика и етика? Па толку, ако имаат време тоа плюс не знам, но сепак јас сум по нели ови нели случаи со Просина, со Васил и многу други случаи во Србија било каде, јас сум да има веропоучување за тие млади од деца, па после млади пак нели дали како сопруга, татко, мајка, па колега, газда кој да има однос човечки. Пошто Бог поучува, не правиме го она на другиот, што не сакаш тебе да ти го права. Благодарам многу за вклучувањето. Има уште еден коментар од Јадил Ајна, која што напишала, или Јадил, се извинувам, напишал: младината денеска и никогаш не се споредува. Порано кога немаше телефони, многу побаво беше, имаше дружење, учење и се нормално. Во времето на стара Југославија луѓето беа пообразовани и посконцентрирани на работите. Голем поздрав од Турција. Поздрав, благодарам Ива што не следите и активно и на социјалните медиуми, а верувам преку интернет ја следите програмата во Турција на Црвена линија. Благодарам за учеството, драго ни е. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, ќе подсетиме дека Министерката за образование и наука Весна Јаневска излезе со нов концепт за гимназиско образование. Со предложената реформа на Министерството за образование предметот филозофија нема да биде задолжителен, туку изборен предмет, а предметите логика и етика ќе бидат целосно отстранети. Наставниот кадар во однос на овој предлог е незадоволен, бидејќи сметаат дека некои предмети се деградирани, а за некои предмети наместо да се зголеми фондот на часови, истиот е намален. И верували ли не, време е да ги видиме и резултатите. Ќе подсетам на Инстаграм. Сега секако задолжително нема да сгрешите, да го заследите и профилот на Телма телевизија. Таму Црвена линија ги објавува анкетните прашања. На денешното прашање дали постојаните реформи во образованието во последните 30 години донесоа резултати, со да одговорија само 10%, со не одговорија 90%. Сега е времето да ги погледнеме рекламите, потоа повторно ќе бидеме заедно во студио.
Благодарам за уште едно убаво издание на Црвена линија. Верувам дека се задоволни и гледачите од она што го кажа граѓаните во ова денешно издание. А сосем е логично и етички добре дојдено да не филозофирам многу, туку да ве испратам кај Ненад и Кате во соседството, каде што апсолутно владее естетика. Леле, како си ја склопи темава? Како не најави. Браво. Само вака. Фала ти на... Две песни ќе ти отсвириме, Тина. Само како наставничка да ве прашам, морам да кажам дека од она што гледам нема да откриам кој е, но многу ми е драго што голем дел од гостите ги имам запознаено како млади, надежни таленти, кои што еве денеска тврдија дека вредеше што сме ги снимале за телевизија. Кој ви е омилен предмет? Кате, филозофија, логика или етика? И етика и филозофија. А Нено? А да не филозофираме да почнеме? Ич не си етичен. И пак ќе рече, ово е Нена, така. Чао, Тина, ајде да пееме.